14 луѓе изгореа во болница во 21 век. Виновник е еден обичен кабел и освен условните казни за директорите, правосудството ниту сакаше, ниту имаше волја и храброст да ги гони сите одговорни од врвот па надоле. Министерот за здравство и одговорните во министерството директно се одговорни за стандардите и условите во болниците, коментира за Алфа адвокатот Звонко Давидовиќ. Замислете да ви изгорат пациенти во болница и вие како министер да не најдете за сходно барем морална политичка одговорност да понудите и да дадете оставка. Според него, револтот во јавноста дека вистинските одговорни за пожарот во модуларната болница не се пред лицето на правдата се оправдани. Уште кога се случи трагедијата, не смееше да се дозволи целата постапка да заврши на еден или двајца луѓе. Пред се министерот за здравство и одговорните во Министерството за здравство се директно одговорни за работењето на болниците кои не ги исполнуваат условите и стандардите во кои може да се случи вакво нешто. За жал, ова постојано се случува кај нас каде што политичарите се заштитени како бели мечки и длабоко се навлезени во обвинителството и правосудството. Пожарот во модуларната болница во Тетово однесе 14 животи. Според вчерашната пресуда, човечкиот живот вреди нешто над 1000 евра. На крајот, сите се занимаваат со тие што немале вина за пожарот, а се заборавија жртвите и хероите, коментира за Алфа пожарникарот Игор Симовски, кој прв стигнал на трагичниот настан. Според неговите сеќавања, се работел во екстремно тешки услови, поради кислородните боци, огнот пребрзо се ширел, а не била исклучена струјата и се работело под напон. Сите се занимаваа околу виновниците. Мада ја мислим, истиве што се, нема никаква вина за пожарот. Ме разбирате? Значи, сите се ориентирани на виновниците, жртвите ќе се забраа, хероите ќе се забраа, а виновниците што некој ги терети за нешто што не се виновни, ова е моје мислење, све ќе се забрае кај нас и државата. Гледаш дека надвор има, например, некој му гори синот унутра, а мајката е надвор, му гори братот, брат му е надвор, не можеш прво, нели, што е човечки, да влезе, он да го спаси. Пошто му гори некој свој, он не може да влезе, гледа дека и пожарникарите не може да влезе. Значи, ја како пожарникар со самото влагање внутра гинем и ја. Актуелниот министер за здравство пак не сакал да ја коментира пресудата. Допрва се преземале мерки да не се повторила ваква трагедија. Нема да коментирам одлуки од судски процес, ниту тоа што било во обвинителство. Од првиот ден превзедов мерки заедно со тимот, значи сите проблематични и модуларни што беа и проблемите со клиниките што не се довршени. За поранешните директори на Тетовската модуларна болница без имје теми судот пресуди условна казна од 3 години, а докторот Бубан Вучевски пак доби ослободителна пресуда.